Почитувани, Венко Филипче лично ја направил спецификацијата за изградба на модуларната болница во Тетово, која поради лошите материјали кои биле вградени, а планирани од Филипче, изгоре како кутивче кибрид, а со себе однесе и 14 животи. Лично Венко Филипче дал готова спецификација во одделот на Министерството за здравство, задолжено за спроведување на набавката, велат нашите извори. Одговорното лице од Министерството за здравство, кое се подпишало на спецификацијата дадена од Филипче лично, во исказ пред ОЈО изјавува, цитирам: "Сакам да појаснам дека не сум ја изготвила техничката спецификација, туку само сум ја проследила по налог на министерот Филипче до Министерот за труд и социјална политика." Ова е исказ на лицето кое Венко Филипче го има назначено за главен и одговорен архитект на сите модуларни, одговорно лице за техничката спецификација и председател на Комисијата за јавни набавки за 13 модуларни болници. Очигледно на Филипче не му требал архитект, туку потписник на неговите матни тендери. Венко Филипче е човекот кој е единствено и највисоко одговорен за смртта на 14 живи изгорени луѓе во Тетовската модуларна болница. Аферата провизии кои чинат животи тотално го демаскира Филипче. Почитувани, вистината за модуларната болница јавноста мора да ја дознае. Утре повторно во 12 часот на нова пресконференција нови скандали поврзани со случајот за модуларната болница. И тоа како цела влада на СДС се впушта во криминал за спас на Филипче. Ви благодарам, доколку имаме прашања, повелете. Имаме едно прашање за тоа каков е вашиот коментар по изјавата на судските власти дека гаранцијата од околу 2 милиони евра е доволна да му се издаде пасош на Јаховски за напуштање на државата. Благодарам на прашањето. Кога станува збор за случајот со Асмир Јаховски, едно јасно дека институциите треба веднаш да преземат активности. Прво треба да се провери начинот како го добил тој времениот пасош и второ, следствено на ова, веднаш да биде разрешен истиот судија кој што му го дал овој времен пасош. Замислете, доколку на секој осомничен за криминал, доколку сака да ја напушти државата, доди на некакви забави надвор од државата, судот му дава пасош или му го враќа или му дава времен пасош, би настанал тотален хаос во државата. Благодарам.